Периодов се чини дека не може да помине ниту еден ден без некаков скандал да ја тресе и Линденска. Австрискиот канцелар Себастијан Курц и премиерот Зоран Заев се најдоа на насловните страници во медиумите од регионот, но не поради јасната поддршка за евроатлантските интеграции, туку поради погрешеното знаме на делегацијата од Австрија. Имено Курц пред владата ја слушаше нашата химна, но наместо знаме од Австрија покрај него стоеше знаме на Летонија. Да не беа медиумите од Австрија, можеби овој скандал би поминал незабележано, но токму австриските новинари реагираа на местото на настанато, а од владината делегација биле затекнати и без одговор во прво време. Веднаш потоа од владата упатија писмено извинување поради, како што велат, ненамерниот протоколарен пропуст. Пропустот е направен од страна на службите за протокол на владата на Република Македонија и на Министерството за надворешни работи, а до него дошло поради големата сличност во димензиите и колоритот на знамињата на Австрија и Латвија. Стои во соопштението. На социјалните мрежи реагираше и Академијата за протокол сместена во Вашингтон, објаснувајќи очигледната разлика помеѓу двете државни знамиња. И двете знамиња се со црвено-бела комбинација, и тоа австриското трите ленти се со еднаква широчина, а црвената е империјал ред, шифра ED2939, летонското средната бела лента е потенка, а црвената е Japanese Carmine, шифра 913039, лаички, потемна црвена или народно на кај бордо. За ова дури не треба да сте протоколџија, 5 минути поминати на интернет се доволни. Пишува на профилот на Академијата. Не им беше потребно многу време ниту на медиумите од регионот да ја објават веста, наведувајќи Курц во Скопје, македонците ги помешале знамињата. Поради овој скандал во втор план падна неговата посета на земјава како дел од дипломатската офанзива за поддршка на претстојниот референдум. Поради тоа што станува збор за исклучително важна посета, во јавноста се отвара дилемата како е можно владата да направи таков голем пропуст. Дел од коментарите на социјалните мрежи одат дотаму што се појавија сомнежи дека грешката воопшто не е ненамерна и има за цел да го сврти вниманието на јавноста од последните скандали на власта, особено по вчерашната информација дека ќерката на шефот на македонската дипломатија добила државни пари за стипендија во странство.